Само времето да вратите, ве молам. Па не е вратено 15 минути. Имам, гледате... Вратите уште 20 секунди назад. Не вратите од 15, да почнем како што треба. Благодарам, почитувам подпредседателе, почитувана македонска јавност, почитуван технички премиер, почитувани колеги пратеници, на вас ви се обраќам кои што излеговте од сала затоа што не сакате да слушате и да ги гледате бламажите кои што се случуваат. Пред 10 дена аплаудиравте сите вие до еден тука на овие министри и на експозето на техничкиот премиер. За денес повторно да сте тука и да барате разрешување на одредени министри. Најмалку ми е битно да ги брана министриве што ќе ги разрешувате, затоа што и тие имаат удел во она што се случува оваа година, а го зборував на една година од денес тука. Проблемот е што ние година дена после 27 февруар за изборот на владата, кога Алијанса за албанците влезе во оваа влада, немаме никакво поместување на државата напред и немаме никакво поместување во она што се случува на секое поле. Разрешуваме двајца министри за здравство и за информатичко општество. Од едниот министер слушнавме дека има огромни обструкции од владата во која што со акламација и со аплауз ги внесовте луѓето за да работат и ги убедувавте македонските граѓани дека ќе се променат некои работи. Надежта која што ја има албанските опозиционери и луѓе кои што својот глас го дадоа за албанската опозиција, за промена на ДУИ, им ја зедовте со помош, како што слушаме, на министрите од ДУИ кои што ги кочеле во проектите. Господинот технички премиер Талат Џафери испрати едно скудно известување, барање за разрешување на министрите Фатмир Меджити и Азир Алију. Очекував да го видам документот, затоа што баш ме интересираше да слушнам што ќе напише во образложението, зошто ги менува луѓето. Тоа не го добивме денес. Не го добивме вчера. Очекував денес, кога ќе почне расправата по однос на точката за разрешување на министерот за здравство господинот Фатмир Меджити, да слушнам некои работи. Ние парадоксално, како што тоа само ДУИ може да го направи, а СДСМ слепо да го слуша, се наоѓаме на седница на која што господинот Талат Џафери ни кажа, почна со зборовите дека не се однесува за професионалниот аспект, за подготвеноста за работата на министерот, а се однесува и за другиот министер, за Азир Алију. Основа за разрешување била законската должност, односно пржинската влада, договорот во Пржино, учество во владата, па господинот Таравари како председател на Алијанса на албанците рекол дека на Фейсбук, медиум кој што не го прати господинот Талат Џафери, рекол дека размислува Алијанса да влезе во опозиционите води. Впрочем, таму и каде што ја добија поддршката за влез сите пратеници од Алијанса за албанците. И поради тоа се решил да се разрешат овие министри, меѓутоа јас го имам експозето на господинот Талат Џафери од 28.1.2024 година. Или на 10 дена од пред денес, свежи се уште аплаузите кои што ги дававте вие, пратениците од ДУИ, пратениците од СДС, пратениците од Алијанса на албанците. Господинот Џафери рече: предлогот што го имаме пред вас ќе биде составот кој ќе ги исполнат очекувањата на актуелната ситуација. Што се смени во државата од технички момент, аспект за подготовка на изборите, впрочем и која што е улогата на оваа техничка влада, за овие двајца министри да бидат сменети од актуелната ситуација. Една работа. Стравот на ДУИ дека опозициониот блок во албанскиот дел се окрупнува.
стравото од албанскиот граѓанин кој што сака да го казни Дуи. Продолжуваме. Овој состав на владата, вели техничкиот премиер господин Џафери, го предлагам врз основа на меѓусебниот политички договор меѓу лидерите на најголемите политички партии во собранието што се одржа на 4 декември 2023 година. Дали овој политички договор беше кадровата комисија на Алијанса за албанците која што предлага на Фејсбук или не знам каде разрешување на министрите Азир Алиу и Фатмир Меджити? Понатаму, или оваа партија, Алијанса за албанците, има свој легитимен председател кој што на нивни состаноци треба да ги кажува ставовите и она што значи нивен политички аспект. Понатаму, сакам да ве уверам дека во ниту еден миг нема да дозволам да отстапиме од она што значи функционална, одговорна институција на граѓаните, институција со надлежности дефинирани со Уставот. Јас владата ќе ја предводам и се обврзувам да продолжиме со целосно, ефикасно и успешно спроведување на усвоените политики. Ништо од ова, господине Џафери, после 10 дена не се случува во собранието. Како што реков, непринципијалната владина политика, која што ја направивте минатата година, завршува непринципијално и неславно. Најблаго речено, ние се наоѓаме во чудна и малку незгодна ситуација, која што ја имам денес овде, а тоа е што лицемерието на оваа власт денес достигнува нови димензии и нови размери. Јас неколку пати надвор одговорници имам кажано, некојаш на шала, меѓутоа излезе дека е вистина. Човек редот не може да ви го фати, не знам дали треба да ве напаѓам или да ве брана. Не знам дали сте влада или сте опозиција. Додека одбраниме некој, тие го сменат. Додека нападнеме некој, тие во влада го внесат. Дајте ве луѓе, дајте, државата тоне, а вие аплаудирате и давате подршка. Безпроговорно гласате тука кој она што ќе ви го кажат од партиските кујни. Се изнагледавме политички разни гимнастики и именување на табори. На дневна основа ги менувате ставовите и она што значи работење и континуитет во работата на ова собрание. Она што е еден заеднички именител на целата оваа работа е секогаш кога владата и владиното мнозинство се на стаклени нозе, на сцена стапува Дуи, кој преку своите политики на уцени, подкуп, корупција, притисок, па и политичка одмазда, можам да кажам, ја ставаат државата во подредена улога. Што е ова ако не е политичко барање на Дуи за разрешување на министри, организирано и спроведено преку досегашен првиот вице-премиер Артан Груби? Па во ова што го споруваше и колегата Антонио Милошовски. Знаете ли што значи досегашен прв вице-премиер, сегашен министер во владата, да побара и да прати порака на директори да отидат на лажно болување затоа што можело да има политичка хајка и тоа да излезе во јавност? Па во нормални држави за вакво се дава веднаш оставка. Знаете ли што не информираше денес министерот за здравство? Дека Дуи и нивните министри блокираат, кочат и работат за партиски интереси. Човек кој што се уште е дел од оваа влада. Човек кој што ни ја кажува вистината. Слушнавме дека 1100 барања за вработување од Министерството за финансии се закочени за Министерството за здравство. Само ве чекам од задутре да почнете да ја обвинувате дополнителната заменичка министерка за финансии од редовите на ВМРО ДПМН дека таа ги кочи вработувањата. Не бре луѓе, ова можевте да го реализирате во годинава која што помина, откако човекот ви побарал вработување. Сите сте сведоци, сите, и колегите од ДУИ, и колегите од СДС, и колегите од Алијанса, дека имаме потреба од кадар во здравство. Зошто не е пополнето? Затоа што некој решил да ги кочи тие вработувања.
Ама добро е што слушнавме одговорница, за да не биде утре повторно наке е крив. Затоа што нема да можете да обвините министерката за финансии за она што се случува. Дополнително, хаосот во клинички центар со катните гаражи. Слушаме дека некој намерно го држал проектот 2 години во фиока, 2 месеца или 2 години во фиока, за да не може да се отпочне процедурата. Па колеги пратеници, во нормална држава по ваква работа обвинителството под допрен збор треба да покрене истрага за да види дали е вистина тоа што се прави на граѓаните на Република Македонија. Пред мене е и мојот говор кој што го имам и кој што сум го кажал овде од стенограмите за оваа влада која што беше избрана пред 1 година. Сум рекол дека оваа влада ги покажа своите аномалии и неспособности. Секој ден излегуваат на површина низа недостатоци. Обштеството е загушено од криминал, корупција, нефункционалност на целиот систем на државата. Година дена после ова така наречениот ваш лажен Европски фронт се наоѓа уште на полошо место. Граѓаните се разочарани, едва врзуваат крај со крај. Ветувањата за зголемени плати и пензии остануваат само на хартија. Уште едно ветување кое што не е исполнето. Криминалот и корупцијата се застапени во сите пори на општеството и владата. Секој ден сведочиме на низа скандали кои немаат крај, односно немаат разрешница. Година дена после изборот на оваа влада и после овој говор, дополнително лажни флоскули од лажниот Европски фронт. А зошто ви е потребен Европски фронт и Европска Европа? За да можете да продолжите во 4 очи да спроведувате тендери, криминал, корупција, незаконски вработувања и партиски директиви. Граѓаните на Македонија од ден на ден се повеќе и повеќе разочарани. Оваа техничка влада, за која што баравме да биде укината затоа што очигледно е дека ќе биде и маша за работа на владеачкото мнозинство во наредниот период, на 10-тиот ден од својата работа покажа дека нема да си ја заврши улогата. Техничкиот премиер кој што седеше на ова столче до пред 10 дена можеше да го пополни и ДИК и функционално да продолжиме со работата и тука се виде дека идејата и целта не име да ја завршат таа работа. Како што почнавте, така и ќе завршите. Нефункционално собирање на мнозинство само за гола власт завршува на нефункционален и неславен начин. Може би со политичките малверзации, злоупотреби ќе успеете да купите уште 1-2 месеци, меѓутоа изборите доаѓаат, изборите на кои што граѓаните на Република Македонија ќе ве казнат за сите нерегуларности, за сите злодела, заедно целата оваа коалиција која што ја води државата изминативе 4 години. За да не бидам погрешно сватен, ги гледам 20 министри кои што ги разрешуваат и ќе им кажам, доколку бевте паметни пред година дена и не дадевте подршка на оваа влада, може би и вашите искрени желби за да стапите на функции, да направите некој резултат, ќе успеја доколку опозициониот фронт во собранието успееше да ја кутне таа влада. За жал, ќе останете и ќе почекате некои подобри времења да дојдат други луѓе на власт, ВМРО, ДПМН и СДСМ да отидат опозиција, за да почнеме да реализираме дела, работи и очекувања кои што граѓаните на Република Македонија ги сакаат и ги бараат. Ви благодарам.